Во период кога официјално започнува сезоната на летни одмори, неизоставен дел при секое одење на одмор е добрата подготовка, особено од здравствен аспект. Топлото време, проследено со високо ултравиолетово зрачење, треба да подразбира добра припрема на кожата пред да се изложи на сонце. Кремите со висок заштитен фактор пак се повеќе од неопходни со цел избегнување на несаканите ефекти, потенцира доктор Светлана Трифуновска. Кога зборувам за подготовка на летните одмори, многу е битно да се размислува во која дестинација ќе одите. Значи, има места каде што бараат претходна припрема. Сега е многу лесно да се дојде до некое место, толку брзо се стига со авионскиот превоз, даката имате места каде што мора да имате неопходни вакцини, имате места каде што треба да се подготвите добро. Најважно, се заедничко за сите места е заштитата од сончевите зраци, кои веќе не се како што беа порано, така да би требало да се размислува, се земе доста висок заштитен фактор. Многу е битно да не се изложувате на сонце во првите денови, да биде тоа кратко, благопријатно во предпладневните, односно утринските часови и попладневните во приквечерина, да биде кратко изложувањето, така да се припремите за понатамошните денови. Ако сте во можности, претходно би требало да се припремите, за да вашата кожа се навикне, посебно ако сте со посветло ден. Исто така, користење на некои храни кои што можат да бета-каротенот да се искористи, се што е портокалово, значи кајсија, морков, може да биде една исто така припрема преку исхраната или преку таблетарна терапија, може исто така да се внесуваат за да биде благопријатно за кожата. Правилната исхрана проследена со лесна храна, консумација на витамини како и хидратација на телото. Исто така се клучни пред секое одење на одмор. Во лето треба да се општо да се јаде полесна храна, но посебно да се подготвите кога одите на одмор. Ако одите во некој подрачје каде што се очекуваат обично стомачните инфекции са во прв ред проблем, па се случува некои дури да одложат одмори заради тоа што добиле масивна инфекција од една страна, или пак некои патнички проливи ако имаат проблем, вртоглавици, некои други работи при патување со одредени превозни средства, и на тоа треба да се размислува и да се спремите навремено благопријатно. Тоа значи да си понесете со вас таблети во соработка со вашиот матичен лекар, и дали ќе ги земате пред да одите или не, многу е битно во кој подручје се одите. Многу често треба да се размислува прво за водата. Водата е најважна. Ако знаете дека има некаков проблем, најдобро би било и да нема проблем, додека сте на одмор, така еден краток период, колку и да трае, да се користи некој вид на флаширана вода, за да избегнете такви некои цревни инфекции. Докторите советуваат пред секој одење на одмор да се подготви патна аптека, која што треба да ги содржи сите потребни медикаменти за превенција од несаканите последици кои што ги носи летото.